шубо. Да ти кажам право, многу не го слушам вака електронично во собата, ама мислам дека многу јако ќе звучи снимката. Сигурно. Кај си? Еве супер. Филипче. Чекај сега, презимето е Нечковски. Да, Нечковски. Да не речам Нечовски да излези како е пеач што беше. Не, Нечовски не сум. Нечковски. Нечковски. Да. Добро е. Кажи ми брат, ти сега си виолончелист по професија ќе речев, по школа си виолончелист? По школа сум виолончелист, да. Шубо, јас дека со гитарата те гледам цело време, дека те гледам продуцираш, правиш ова, она цело време нешто снимаш и немав појма, ако ми рече челото земам, земи го реков, јас си го носам моето, таман сме. Шубо, кажи ми, Звер, пошто те гледам дека свириш и со оркестри, свириш и по бендови, снимаш, работиш цело време на дури и со паблик бенд те видов пред некој време, некоја снимка си кам од кај излезе сега ти во состав со Скопјани, да речиме. Како бидна тоа? Тоа бидна преку интернет, Инстаграм. Едноставно се најдовме на Инстаграм, ја прашав дали сака да соработваме, рече да, и ете го снимивме. Шубо. Тоест снимивме 3 видеа, 3 кавери направивме. Браво. Многу ми е мерак, брат. Те гледам дека со мерак си го правиш нештото и дека соработваш со баги луѓе. Сега моментално свирите со Зац. Да, со Никола Зац. Да. Шубо. Ама гледам, претходно имаше и друг состав, со други пеачи свиреше. Со кој имаш све правено? Значи, на Инстаграм имам соработвано со Наталија Маневска, Кики Плиш, Ева Домазетовска, исто. Браво. Зорица Станковска, и со неа и свиревме, и со Наталија свиревме. Али, еве, шо бидна на таму, знаеш, си имае други цели. Добро, секој патот си го фаќа, нема тука збор. Значи, сите цели си имае и си заминае по нив. Сите си имаат цели, некој си имаат и полојни, не можеш да знаеш. Шубо, ако нека секој треба да си го тера патот така како што мисли дека треба и како што го води, да речиме. Вие сте значи Зацо и бенд. Зацо и бенд. Вие сте и бенд. Значи имаше едно на интернет за зимската приказна. Многу убаво не представија Никола Зац и Бендо, Битолски, скроз. Бендо, со О на крајот. Па така крстете се, Бендо. Со Бендо. Шо има врска? Сите со кој свириш со Бендо. Со Бендо. Да си знаат за кој бенд. Бендове. Бендове едене. Едене Бендо. Преако. Кажи ми, пошто свириш и виолончело и гитара свириш и друго нешто, мандолина? И мандолина, и укулеле, бас, браво. Клавир, не многу. Требаше укулелиња да земеме. Јас предавав укулеле едно време во Скопје. Тоа е преако. И ќе свиркавме тука Somewhere over the rainbow. Скроз некои такви летни хитчиња временски. Шо ти е најмногу мерак тебе да свириш? Знам дека си виолончелист, ама ми се чини дека со гитарата ќе се дружиш во последно. Во последно, да, со гитарата сум скоро 95% од времето, ама виолончелото си го обожавам. Значи, прв пат го слушнав и како, ова мене ме бендисва, ова сакам да го правам. Прво ги слушнав ту Челос. Тоа беше 2010-та, така нешто. 9-та, 10-та, да. Степан и Лука беа тие. Да. Хаусер и Шулич. Така. Со нив си почнав, знаеш, како инспирација, види шо прат, рок свират на виолончело. Кај се видело тогаш рок, освен Апокалиптика. Значи Апокалиптика почна прво, тие со Металика што го направи, мислам дека првиот албум. Апокалиптика Plays for Cellos by Metallica. Така некако се викаш албумот. Предобро нешто. Предобро. Од кога ги немам слушнато од нив, човече. Заборав дека постојат, што се вика. Браво, шубо ме подсет. Се со време уствари си дојде тоа. Знаеш, вежбаш, правиш, сакаш подобар да бидиш. Едноставно само вежбање. Ништо поќе. Така, кажи ми, средно беше музичко. Средно бев музичко. Сега си на факултет или завршив 2013 година? Не, 23-та, извини. 13-та... Чекај бе, реков, јас 13-та факултет завршив, шо збора, човеко? 23-та. 23-та? Да. 10 години, значи, разлика. Која си ти, 2001-та? Не, 98-та. Како е така? Така? Како иди така математиката? Математиката, значи фативме корона. Фативме едно, фативме друго, немаше термини, немаше ништо. Да, бе. И не можеш да полагаш. Прав си, вистина. Нема брат, тоа е. Со короната си зреметивме скрос, ама
Кјути помина, бери ќат. Кјути помина. Да не го спомнуваме повеќе, супер си е. Ама, уше во короната се сеќавам дека ти почнуваше да правиш соработчиња, почнуваш онлайн да пробваш битчиња она со луѓе, со муабети. Како така да се сеќавам некако, како од тогаш да почна муабетот твој со соработките, да речем. Со соработки, да, почнав 2020, нош март месец. Реков, што ќе правиме, еве, затворени сме сега и ајде, се напред, знаеш, си купив звучна карта, едно друго, знаеш како почнува секој. Така почнува, да. Така влегва чивијата. Јас купив звучна и еве сум ден сега со студија со чуда. Да. И едноставно имав звучна карта од AliExpress, $13, што кошташе. Нема по Digitech RP50 од 2004 за гитарски тон и Fruity Loops. Царска работа. Доста е, брат. Овие новите FL Studio го вика, кој студио Fruity Loops е то? Да прицкаш вака тапани, да онаква. Да, и едноставно, така се почна. А инаку снимам кавери од 2012 година. Машала. Прво почнав на мандолина рок песни ја правам, како Led Zeppelin. Имав тро метали направено, како Metallica, Slipknot, Megadeth, она, знаеш, со лажите, ама на мандолина. Така. Јако. Од мандолина што ги правев, знаеш, сите металски работи, се запознав на интернет со еден гитарист, што е моментално популарен, огромен YouTube канал, се вика Бредли Хол. И со него 2020 година се запознавме на Discord. И ајде имаше, знаеш, како неделно, секоја недела имаше собир, луѓе, пуштај матрици и свирија со лажи. Браво. Да. Discord уба работа е, не можам да речем. На Discord, онака собрани се, солират, прават едно друго, и се задружив со човекот. Супер. И мислам за 35 годишнината, кога му беше на Metallica, имавме направено цел албум. Значи, бев дел од то, кај што свирев на 2 песни, на почетокот и некаде на средина. И едноставно се топ излезе. Океј, си реков, супер како соработка. Прва работа гледам, Metallica, шерна ја сегде. Браво. На Twitter, на YouTube, Браво. на Facebook, на Instagram, дека нештото, знаеш, се дешава за 35 годишнината. Браво. И сега гледам Metallica во чатот. Ајде, добре дојдовте, му велиш ти. И знаеш, она реакцијата прва, кај што ќе видиш дека Metallica те гледат, најголем металски бенд, што имат свирено на сите 7 континенти. Браво. Единствен. Браво. И то беше, знаеш, едно од најголемите искуства. Значи, нешто такво, многу ретко кој може да го достигне. Така Јас то го достигнав на 22-3 години. Така е. И си викам како, успеав, нешто направив. Да, бе, да. Ко можам ваму, си вели, шо ти да не можам и тука да направам нешто. Да, точно. Шубо, дај да маним уште нешто со виолончелото, дур сме на муабет на други инструменти. Па ќе си продолжиме после со Дискордо муабетите. Шо сакаш да направиме? Шо рековме ќе направиме нешто македонско? Сакаш раниностите од Тоше? Може. Рани на усните. Од каде од Амол? Ај од Амол. Може. Ај. 1, 2, 3 и...
Мани уште еднаш со челото. Преаго ми се малци спадна, сам си ја испеав песната. Ама добро, коза непробано, коза лабаво, топ. Сам следно аманиве нешто со гитарчето, само подржи уште малце челото, да не ти е вака. Готово не има. Да нема кај да го ставиме, го заборавивме стала ако преге. Дождој чуда, тоа е брат, нема. Што ќе викав, значи правевме муавет за Дискорд, Металика и такви работи. Кажи ми, дали направи некоја соработка после тоа со некој од овие странците? Си се вмешал во нечи албум, нешто да имаш свирено, му направиш музиче на некој, таква работа, пошто знам дека тука кај нас си соработваш еве со пеачи, со пеачки. Гаранци ти иницијаторот да направат нешто, пошто пеачите кај нас се помрзливи малце по природа. Ама дали со некој од странство направи некоја соработка тој период? Имам неколку ствари, неколку соработки, како миксање и мастеринг. Ако брат, само, е супер. Само тоа излезе од тие, ама сум благодарен, што ми рекоа како, ми се бендисва шо правиш? Направи го ти. Ако е супер, а кажи ми, имаш учено негде продукција, имаш земано часо или онлайн буквално? Онлайн Mix with the Masters, толку. Шубо. Најдобра платформа за продукција. Браво. Што е излезена. Браво. Мислам дека нема подобро за сега. Има Pure Mix и се останато, али Mix with the Masters се едни од најдобрите, значи што викат топ 1% добро, онака прва лига. Деконструкција на микс, како се снимат тапани, како професионален вокал се снима, како треба да го наштимаш, како се и зошто, како да снимиш пример оркестар, колку микрофони ти требат, постава, преампои, компресори. Браво. А тука кажи ми, ова што правиш со пеачи, со каверчиња и со чуда, ти си иницијаторот или сакат тие да снимат, па ти нешто му правиш или како оди приказната ме интересира? Обично, пошто со поќе луѓе имаш снимено, затоа те прашувам. Да, значи обично барам, знаеш, ми се работи и сакам да соработам со луѓе. Прво, не можам, значи не сум кој шо пејач, се што имам замислено, не можам да го отпеам. Најпрво. Значи пеам, ама не сум нешто вокал. Не требаш ова да кажуваш, се ќе терам и да ми испееш песна некоја до крај, ама добро, ај ќе размислиме. Да не те плашам, лабаво треба да види. Готово, лабаво е. Значи, не сум кој нешто вокал, окей, тоа е то, реално, ама има некои луѓе што знаат да пеат. И ќе си ги поканам. Дали сакаш, што сакаш да направиме, што стил, претежно се поп песни, али супер се. Да бе, супер. И за нив е супер. Да. Ке си добијат снимче и за тебе е супер, ке си добиеш снимче, ке си испраксираш праксата, да си ја поминиш и си те марифети. Тоа е небитното, тоа е прво уствари. Јас уствари учам како да, знаеш, од нула да направиш матрица. И ми е многу лесно сега. Значи имам направено матрица за 2,5 сати, цела песна, од се. Браво. И стварно да земиш да ја слушниш, ќе речеш, чека, оригинално е. Преаго, брат. Супер е што го правиш ова и за тебе и за тие што ги каниш. Значи најпрво е да, знаеш, треба да си го знаеш занаето. Најпрво. Така е. Са ти треба седниш да загри столо, да не излезиш од дома 5 години. Така е. Значи буквално одиш, седнуваш, работиш. Чекај се овде, зошто е вака? Ова зошто не ми звучи? Чекај, сам вокалот ми звучи во миксо, го нема. Са зошто е то? Тука да ти биле некои фреквенции што му сметале на вокалот. Треба да направиш место. Никогаш не треба да го попуштиш. Треба да најдеш кај е проблемот. Така е. Тоа е најголемиот проблем на новите продуценти. И најголемиот исто така проблем на продуцентите во глобала, јас што имам видено, досе и кај мене беше исто,
што сите бевме учени да миксаме соло. Да. Значи го клаваш соло бастапано и сега го местиш тебе како што сакаш да ти звучи. Па и добош од тебе како што сакаш да ти звучи. И се така ќе направиш. Ама не значи дека тебе како што сакаш да ти звучи одреден инструмент, дека ќе звучи во миксо како што треба. И затоа тоа е уште една од стварите што многу луѓе ги занемарват. И затоа и тоа е уствари еден од муабетите што мене ми е најтешко му ги објаснам на клиенти, пример. Ќе дојде другар ми и ќе снимаме микс и ќе пуштиш миксо, чекај, ај направи на добош овака или на ова, малце крени овде, спушти онде и ќе спуштиш, поне звучи вака. Абе, јас знам дека ти сакаш на одреден начин да ти звучи добошо, ама дали ќе влези така во миксо е прашањето. Направене вака заради тоа што вака влегвал. Да. И тука е онакво. Фактички треба се внатре да залепи, некако. Така. Еве пример за вокалите. Најбитно нешто во една песна. Ако не чини вокалот, не чини песната. И уште еден инструмент има, што стварно треба биде најдобро направен, што менва или песната ќе биде или нема да биде. Тоа е тапано. Така. Лош тапан и лош вокал немаш тапано песна. И басо, ритам секцијата. Тие се и басо колку што знае да зафркни микс или да го направи, нема други инструменти. Тоа е трето. Така си. Да гледаме на по редослед. Значи најбитен ти е вокалот. Така. После тапано и после натаму се како ќе биде. Пошто еве пример, гитарите обично знаеш прават проблем, така? Ама збораме дисторзирани. Сега ќе ја наместиш, окей, супер. Знаеш онаку ќе му смениш кабинет. Да. Стално знај да се вклопи во првите 5 секунди. Ќе ја заслушаш и поќе нема ти смета. Така е. Ама да го земиш да го промашиш тапанот, пример. Заврше. Готово. Така е. Дај да земеме гитарата да ти ја подам. Ајде. Тога ќе го остеш чудото. Абе фрли го, не идеш, што разбира. Легни го овде на пато. Ајде. Ми шо? И сакаш вака да го стам на маса. Ќе биди, ќе стои? Дали ќе доседи? Маст. Само да не туркаме масата. Лудница. Сакаш ова да свириш? Ај, таа свири, пошто таа може да ја поврзиме. Така една примо предаја. Уво си е. Чека да видиме дали имаме звук првен. Усвари немајме да видиме звук дали има. Чекај. Стакло. Свети, го гледаш од таму. Јас, дури кога ќе се снимам, пример, ќе наместам наваму микрофоно, а она му е миксетата и не можам да видам. И после се преместувам од таа страна за да гледам шо правам во другата соба. Абе, зато соби поќе не треба клава. Една соба доста е. Чо се замарате? Звуч на микрофони толку. Миксети, чуда ми клава. Тука си оркестаро ќе дојде да снима. И пијачката ми заврши ко засмеја. Кажи ми сега, брат, шо ќе маниме аз и ти со гитари? Оти со овие со челото рековме една-две ќе направиме. За ова ич не зборнавме. Шо ќе свириме? Руски рулет. Ајде, руски рулет може шо. Свирите. Гемул. Може гемул. Убав. Може? Може, брат. Мандолината излезе, човече. Целиот град за тебе зборува колку си ти згодна и убава. Секоја ноќ другари за тебе зборат. Каде си ти, каде излегуваш, подолго ти, кого погледуваш, че гори твој, каде ти вкот звона. И руски рулет би играл за тебе. Само да посакаш ти, запали кода сум динамит. Остави се и дојди, сакај ме. Патува далечен глас. Каде си ти? По тебе изгорев јас.
А уште еднаш рефрено. 1, 2, 3 и Матува далечен глас. Каде си ти? Со тебе изгорев јас, со тебе изгорев. Со неа изгорев јас. Шубо си го возиш ова гитарчето, човече. За мерак. Не ќе мани уште некоја со гитарата, обавезно. Кажи ми, кога почна гитара да свириш, ми интересира. Гитара мислам дека околу 2016-та. Значи прво почна чело, па после почна Прво мандолина. Мандолина прво? 2007. По. Во мандолински некој, во оркестар? Значи во училиштето што беше. Училиштето? Да, значи што се дешава сега. Четврто деление, знаеш, инструмент, да пробам нешто. Да, бе, да. Знаеш, купив инструмент, ми се свиреше, знаеш како. И одиме, знаеш, проби. Ја и заврши четврто, петто во големиот оркестар. Поминато, на крајо, прва мандолина, прво место. Браво. Водач. Се во 1,5 година. Браво. Сум вежбал. И па... Ме интересирало, сум така вежбал. оди, брат. И после знаеш, одам за за музичко. Одам мандолина па барам. Мандолина нема. Мандолина нема. И јас така за гитара тргнав, ама клавир завршив, мислам, нижо. Гледај се што беше интересното. Одам, нема мандолина. Шо има? Виолончело. Океј, виолончело, ќе одиме, знаеш. Промашив просторијата, задувачив леко. Преако. Положив и таму ме примија. И дувачите примија. Што се дешава? Викам ова за жичање? Не бе дувачи ова. Па во другата просторија, онново полагам. Пак влегов. И фактички тоа што знаеш, како настана виолончелото, знаеш, кога почнам да свирам. Origin story. Да. Значи, промашвање за да влезиш во дувачи. Мислам, царска работа. Да бе, дувач требаше, одиш таму саксофоно нешто да го оттегниш. Преако. Никогаш не ме влечеле дувачки. Реално. Ама, зато со музиката со која си расте, не ни би помислил дека би те повлекол дувачки, да ти кажам искрено. По ова што го зборавме до сега, јас не знам точно со што си растен, ама можам да предпоставам. Поп-панкера, 2000-ти, со Sum 41, Avril, Браво. Blink, Green Day. Бендо, хитишта имат излезено од нив сите. Хитишта, да. Браво. Реално да ти кажам, лоша песна нема излезено од тогаш. Пример, ќе клајме Avril. Нема лоша песна, човек. Skater Boy, пример. Песништа Complicated, акустична со, знаеш, малце по... Имаше такви, и побавни некои што ја стварно убави, и побрзи скроз. Green Day, например, значи наједноставните рифои ги имаја, прати. Тоа е. Или пример нешто... Нема поубаво од едноставно. Многу едноставно. Пример. Се вратиме малце на кај 80-ти. AC/DC. Јас колку пати го имам овој муабет во Скопје прајано со музичари што тие се сметат себе си за елита, демек тие се многу уметници се тие, а јас пошто Тоше Проевски го слушав како дете, јас не сум уметник, ама тие се многу уметници. И се ќе на свирка кај некој, ајде да не именуваме, одлични технички музичари, значи технички спремни за мерак. И почнува некој соло и ти почнува тој тука ти комплицира пола сат соло свири, комплицира атмосферата, турка до немајкаде и го правиш муаветот. Добро, кажи ми едно популарно комплицирано соло, што пошироката маса го знае и ќути. Ама сега ти речам пример, не знам, Guns N' Roses, November Rain да ми ја исвириш или некој, ќе ми ја исвириш сега одма.
Зошто е тоа? Зошто сите можат да го препознат тоа соло, на пример? Или не знам, било шо, Карлос Сантана, Марија, тритона е. Кај да го свирниш ќе го препознат, ќе одма знаат која е песната. Зошто? Оти многу едноставно и многу полесно му е на луѓето да го почувствуваат. И многу поќе чувство може да клаеш во тоа, отколку во... И за тоа си има место. Тоа може да му клаеш чувство. И за тоа си има место, ама сам да речам, ако веќе свириш за луѓе и си излегол тезга да свириш негде, брат, не ми комплицирај, знаеш. Не, најонака, значи, веќе ќе спомнам еден од најдобрите гитаристи моментално, Нуно Бетенкорт. Матката растура, ама тој не свири, тој оти му текнало, туку како што налага песната, така ќе свирам. Така е. Може да свириш ти, има пример песни, 200 на сат одат, што се вика, и сега ти мораш да свириш такво нешто. Така е. Тоа е така. За пример, Bohemian Rhapsody, напамет може да го испееш цело соло. Ама не личи ни да клаиш нешто друго тука. Па, тоа е муабето. Како налага песната, така треба да се отсвири. Така е. Така е. Значи, било шо и да е. Значи, ти можеш да бидиш и шредер и шо сакаш биди, ти можеш пак да му клаиш емоција, пак. Можеш ти клај елемент таков, не е проблем. Не мора цело да биди. Брат, не можеш да свириме песна, не знам, са тоше го свириме и ти ми влегваш, ми комплицираш некој соло. Добро знаеме дека си најак. Луѓето, значи атмосферата турка што ти нешто джезерско ми клаваш тука, ми вртиш по тие нотите, остај ги, брат. Има место за нив кај што треба да се свират. На свирка не е местото, тука треба да додаеш на емоцијата што веќе си ја направил како бенд, знаеш. Барем според мене, јас пошто ако факултет имам завршено, не сум уметник во животот, така чисто лаички си правиме муавет. Видиш, што викаш, знаеш како на свиркаете, сакат луѓето се нешто ново да слушнат. Така. И еве ние со Зацо моментално ги правиме, знаеш како чолич песни, едно друго, и правиме рок верзии. И е многу интересно. Шубо, и заборев да те прашам за свирките со Зацо, шубо си влезе во муавето, алал да ти и што се дешава, на пример, еве те пусти моду така. Е како да ти биди тебе поинтересно, убаво да ти биди. Абе нормално, види, треба си имаш ти што се вика твои начини на изведба на приказната, за да можеш да се одвоиш од другите. То дефинитивно. Да, и еве пример, со Тапанаро сме вклопени до тука ми бива. Значи, метал работи свири во такви песни. Токсичен е многу, токсичен е. Влегваме во некоја песна, пример, Бела Чао. И му влегваме со дисторзија. О, Бела Чао, Бела Чао, Бела Чао, Бела Чао, Бела Чао, Чао, Чао. Пример, некој... Си лежи, брат, си лежи. Некои такви песни, ама треба да ги смислиш, треба да му направиш аранжман, треба, знаеш, има баги работа, ама она претходно што го зборавме, да реаранжираш песна и да, знаеш, да ја преправиш, ти имаш веќе представа како би звучело поинаку. Преако. Кажи ми сега, дај да маним уште нешто, ти гледам баги се зазборавме, ние тука минутажата врви, што саш да свирниме нешто? Едно блувче нова да направиме, секако... Едно блувче, може? Да, бе, блувче. Сега ќе пробаме. Ај ти ќе го направиш. Не. Ти да ми запееш нешто по што за блувче. Чеј, да пробаме, ајде, шо.
shine, and she's my sweet little sign. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm her little lover boy. Толку ја памтам песната. Беше, таман му влегов со бас оно онакво. Толку ја памтам песната. Преако дури ми запеа човече и Ова реткост е. И види, ретко се случва и Валентин Соклевски немаше запеено нигде, па дојде па ми запеа песна што ја нема отпеано никој и за мерак испадна. И тоа ми е многу ми е мерак што се олабавуваат луѓето кога ќе дојдат и што можат да ги остат стравоите настрана и да го дадат тоа што го имат од себе, пошто имат многу, тие барем што ги канаме аз гости, очигледно се талентирани убави луѓе. Брат, фала ти што ми дојде, ти уште еднаш рачето, фала ти што ми посвири, да знам што ми треба чело негде, да не го вадам моето, да те викам тебе со челото да ми свирниш некое тонче. И дечки, фала ви вас што не послушавте. Се надевам дека ви беше лабаво и се надевам дека пак ќе се видиме наредна недела во 18 часот. Толку од нас, поздрав, имајте убо, лабаво, па пладне.